Отворено студио на телевизија Нова вечерва на тема новиот закон за медиуми. Како новинар ми пречи последниве денови да слушам како за законот за медиуми и за работата на новинарите коментираат политичари, аналитичари, невладини организации, така наречени експерти, сите освен новинарите. Затоа вечера во студиово јас имам луѓе од фелата. Имам луѓе кои што го вадат парчето леп од оваа работа од новинарството и со години се во оваа професија, бидејќи само тие и единствено тие имаат право да дебатираат и зборуваат за новиот закон за медиуми, кој што во некоја мера ќе го ограничи или ќе го дозволи слободата на нивното работење. Вечерва во студиото го имам Виктор Грозданов, кој што е во медиумите, поврзан со медиумите многу долги години, 20 и повеќе ако не се лажам, а едно време беше и претседател на Асоциацијата за приватни електронски медиуми. Добро вечер. Добро вечер. Мухамед Зекири, новинар, уредник, повеќе исто од 20 години во новинарството, сега во ТВ Шења. Добро вечер. И добро вечер до тебе. И Столе Наумов, кој што е долгогодишен новинар, едно време беше и во регулаторното тело, односно во Советот за радиодифузија од другата страна на новинарството. Значи имаше можност како ветеран, како ветеран, да. Не сме толку стари. Так. Имаше можност да ги видиш двете страни на парата, и едната и другата. Имав, да. Така. Морам да ја започнам оваа дебата на следниот начин. Во новиот закон за медиуми, она што мене како новинар најмногу ми пречи, во еден дел се вика дека во секоја дебата мора да ги има застапено двете страни, што го почитувам и сметам дека е професионално за секоја работа, не само за дебата да ги има двете страни. Меѓутоа, еве во вашиот случај, кога се дебатира, јас вечерва ве повикав како експерти, како луѓе кои што сте со години во оваа професија, и не знам кој е вашиот став, односно не знам дали сте про и контра, и доколку вие вечерва ми се сложите сите тројца на едната страна, јас според новиот закон ќе испаднам дека сум еднострана и дека има можност мојата телевизија да биде казнета поради мојата дебата, а јас сметам дека треба да ве повикам како професионалци и немам право да ве прашам која страна е фаќате, поготово не новинари. Повелете. Добро, ти беше тоа, добро ви беше тоа. Анита на почетокот околу ти досадило да слушаш политичари како расправаат за медиуми. Јас само една забелешка тука ќе кажам, но на второто што го кажа дека и од едната и од другата страна сум ги видел работите. И од другата страна, ако бев, ако може така се каже, размислував и настапував како новинар. Токму во тоа е и проблемот на целата оваа ситуација, целата оваа расправа со медиумите. Знаете, другите луѓе немаат чувство за новинарство. За нив новинарството е непријателска средина. Најдобар новинар е, да наречем, мртов новинар. Или како беше тоа на Борет Чорба, омилено животно, моје омилено животно, новинар. Тие луѓе не го сваќаат така новинарството како што изворно, искрено, исконски го сваќаме ние, кои што вадиме лепот. Кој не бил во жешкото не знае, кој не седнал во студио не знае. Јас и тогаш во Советот се однесував како новинар. Се што се случуваше со новинарството ме болеше, меѓутоа исто така уште повеќе ме болеше и кога ќе требаше да се казни некој медиум, затоа што во крајна линија газдите никогаш не беа тие кои што испаштаа поради казните, туку новинарите на еден или на друг начин, или ќе му скратат од плата. И секогаш инсистирав на поблаг однос и на дебата, на дискусија пред некој да се казни. Значи, тоа е малку судски агол на постапување, меѓутоа повеќе би рекол дека е медијаторство. И сега, ако забележавте во предлогот на Ванхојте, пред казнување се инсистира на опоменување, на разговор, на викање на тие кои што се засегнати со одреден мониторинг, со одреден обид за казна, да се сослуша и другата страна, па после тоа да се постапи. Мислам дека тоа е еден момент кој што ми дава за право да поверувам дека еден таков пристап може да биде позитивен и може да влие така релаксирашки за сите луѓе кои што работат во медиумите. Такви примери, ова што го зборев до сега, сме имале на примери со Зекири, како главен одговорен уредник док работеше во Алсат. Секогаш настапував и никогаш не се лутеше, некогаш и сум го критикувал, меѓутоа секогаш настапував од аспект на новинар. Другите луѓе кои што дошле тамо како инженери, дошле како
учители, како наставници, како професори. Меѓутоа, морам да те прекинам, ќе ме извинат останатите деца колеги. Велиш ти остава простор да веруваш дека ќе биде така, но според она што јас го видов во предлог законот, тоа ново регулаторно тело ќе биде составено тројца члена невладина организација, некоја. Не зборувам за 20 члена, предлогот на вајари, сликари. Не зборувам за предлогот на Ван Хојте, неговиот предлог е за составот на агенцијата да биде на конкурс да се пријавуваат кандидатите со тоа што би добиле поддршка од невладини организации кои што се од областа на медиумите и од други невладини организации и после тоа би се избирале со двотретинско мнозинство во парламентот. Значи, упатува на една посериозна, покомплицирана, помачна процедура која што на крајот сепак колку толку ќе ги ограничи партиите во нивното целосно наметнување на војата кој да ги представува или човекот што ќе биде член во советот да биде нивна продолжена маша. Значи сепак нешто како експертите што ги избраа во Државната изборна комисија. Меѓутоа тоа треба да се дополни и со силни критериуми во смисла на тоа дека членовите оние кои што ќе се кандидираат. Веруваш дека тоа може да се стори? Оставам простори понатаму да бидам оптимист. Мислам дека, знаете, цело време во стотина емисии сме учествувале, сите ние сме зборувале за новинарството. И може би помалку и досадно. Меѓутоа, вакви дебати и најидеална да биде ситуацијата, ќе мора и понатаму да постојат и да се случуваат, затоа што новинарството и слободата на медиумите е вечна тема. Значи, никој не ти ја дава слободата еднаш за секојаш. Нема политичар што нема да сака да те ограничи, нема политичар што нема да сака да се стави кап. Значи, новинарството е една професија која што не е, не сакам да навредам некои други професии, меѓутоа не е од типот на службеник, на шалтер, мора да бидеш креативен, мора да размислуваш, мора да знаеш дека секогаш на некој нема да му се допаѓаш, дека секогаш на најголем дел од луѓето ќе му бидеш непријателска средина. Никој не сака да му зборуваш за некои работи што ги изгрешил. И тоа јавно да го каже. Треба само убави работи зборуваме. Мухамед, дали ти пречи што политичарите ти ја кројат капата како ќе го вадиш лебот утре, пошто во ситуација зборуваме за новинарство, а сепак повторно политичарите не го кројат законот? Значи, апсурдно е тоа што го земавте вие за пример во законот, кај што не учат дека ние треба да ги викаме спротивставените ставови на дебати. Да мораме да го правиме. Ние ги викаме секогаш не. Го носат законот луѓето кои што сами бегаат од дебати. Луѓе кои што кога ќе ги викнеш не прифаќаат да дојдат на дебат. Тука е најголемиот апсурд. Тоа е срамота за нас новинарите да дозволиме некој да не учи абецеда на новинарство. Така. Ако ние толку години сме во новинарство и почетник да се знаеш дека кога ќе повикаш гости на одредена тема, ќе сакаш да ги имаш спротивставените мислења и да ги слушнеш. Јас дебата во Алсат водев цели 10 години. Имаше политички партии кои што 10 години бойкотираа, не сакаа да доаѓаат на сега дебат. според новиот закон, доколку некоја партија само одлучи да те бойкотира, ти излегува дека не смееш да имаш дебатата. Ја немаш дебатата, не може да те ограничи да ја немаш затоа што ти ќе направиш твојата работа што е. Оставаш простор да те казнат. Ти ќе покажеш дека писмо дека си ги поканил и дека не ти дошле. Тоа е повеќе прашање на култура, не е повеќе закон. Да. Ти ќе го направиш твоето како новинар, како водител. Меѓутоа стои во законот, Мухамед. Стои дека доколку ги немаш двете страни. Работава е што велам повторно, они ти оставаат простор да манипулираат со тебе и ти кројат закони луѓе кои што сами не го почитуваат и намерно ставаат такви замки за да може да се играат и да те оценуваат после тоа. Јас имав кога го прочитав тој дел од законот, мора да ги имаш нели спротивставените мислења. За кој закон зборуваме? За предлозите зборувам, не за постоечкиот сегашен закон, него за предлозите новото што треба да биде избрано. Доколку јас ги немам двете спротивставени страни, не можам да имам дебатата, односно ризикувам да бидам казната јас и мојата телевизија. Што доколку вечер зборувавме за тероризам, јас имав професор по безбедност, имав безбедњак, имав контраразузнавач и така натака, кај ми е иси со другата страна. Па иси се втора страна во оваа дебата, така? Новинар се треба да треба мора да го има. Исис, нели? И сега јас ако го немам исис, не можам да зборувам ни за тероризам. Ти ќе бидеш исис, не зборувам. Исис не е баш соодветна. Па екстремен пример, меѓутоа ете, и тој постои. Виктор, твоето гледиште околу се ова? Добро,
колегите се новинари, ја не сум новинар, јас сум бил од страната на бизнисот. Ја препознам новинарство, но не го знам. Мислам, тоа е поштено да се каже. Они имаат еден пристап во тој дел, ја имам друг пристап. Значи, еден медиум, значи не е само новинарството во медиумот. Значи, во медиумот работат и камерманиве што се тука, и тие што го наместиле светлото, и ова сценографија, и така натаму, и така натаму. Сите закони кои што се пишуваат имаат една филозофија. За добра секира нема лошо дрво. Значи, ако СДС е малце попаметни, значи ќе може се еден поинаков пристап кон новинарите, ќе имаат малце посериозен пристап и во оние медиуми кои што отворено ги критикуваат. Прво, они сака да наметнат дека во приватен медиум ти на мене ќе ми кажеш ја како да функционирам. Тоа така можеш да си кажеш дома на своето дете до 18 години. После 18 години тоа се самосталува и ти вика јас ќе се функционирам поинаку. Значи господата од СДСМ, значи еве јас ќе го цитирам господин Роберт Поповски кој што неизмерно го ценам и ми е личен пријател. Че он вика ние имаме вонредна состојба. Во ред, прифаќам дека имаме вонредна состојба. Дека нещо многу совршено овде не е, меѓутоа не е ни толку катастрофално како што се сака да се представи. Работата е тоа што СДСМ одлучува од 2008 година наум да бойкотира медиуми. Ама што треба да се направи за да биде покатастрофално? Не, сега ќе ви дам ја примери. Ја вака. Давајте примери. Што мислиш за предлогот на ВМРО да помне? Добар ли? Не зборам ВМРО не е за. Јас имам моја агенда во оваа работа и сакам да ви објаснам Никој нема да ви се меша во агенда. Не, чекајте сега. Види. Јас за Кири не сме СДСМ и ВМРО или не знам ја што сте, ја не ве Па разговарај за медиуми, за бизнис, за новинарство. Значи јас не ве попречив во ниту еден момент. Сега ќе молчите и вие двајцата. Дали да молчиме, не сме тука да молчиме, збориме сме, дојдеме. Не, ќе збориме, јас. Само да се доискажам сега, значи нема да се расправам. Патем да им објасним на гледачите дека сме сите лични пријатели. Значи, социјалдемократите одлучуваат цело време да бойкотираат медиуми. Сега ќе ви дам еден пример. Кој одлучува да бойкотира медиуми? Социјалдемократите цело време одлучуваат да бойкотираат Не ги медиуми. викаат или бойкотираат. Значи, јас сум бил директор на телевизија и јас знам како биле повикувани на медиуми, они викаат не доаѓаме кај тој и тој. Кога било тоа? Од 2008 до 2010, верувате ми, значи еве ќе ви кажам еден пример. Значи, колку и вие да имате лошо мислење за Миленко Неделковски, на кој што емисијата му иде во 12 часот навечер, што е многу тешко, вие многу добро знаете што значи тоа. Ги поканува да дојдат на емисии, не доаѓаат. Зашто не доаѓаат? Затоа што они така се умислиле. Сега доаѓаме во 2016 година. Миленко никој нормален не треба да оди. Ако така разгледуваме. Сега тоа се е став, па тоа е мој став. Ја не него работове у која нормална дебатна емисија биле поканети што не прифатиле. Па тоа ви зборам јас. Кажете ми кога дојден представник на власта од ВМРО ДПМН на дебата во последните од 2006 до сега. На која дебата се појавиле? Не создаде криза. Вие викаат. Како не создаде криза? ВМРО ДПМН не донесе до ова дереже медиумите да бидат. За кој дереже зборувате? За оваа катастрофална ситуација. Многу ме интересира. Како за која катастрофа? Еве ве прашувам, за која катастрофа вие говорите? За ваква катастрофа за која што треба од странство да доаѓаат да не учат како треба да прават. Кој доаѓа од странство? Питер Ван Хојте? Тоа е многу срамота, меѓутоа јас тука ги обвинувам. Не збориме. Виктор, те молам за секунда само да искоментирам. Јас ги обвинувам и СДСМ и ВМРО. Ја обвинувам цела македонска политика што дојде до дередже да мора да повикува странци како да сме мали деца да ни носат некој. Значи јас и ниту СДСМ не ги оправдувам кој што во странците гледаат како мама која што ќе им помогне за нивната агенда, ниту во ВМРО ДПМН па гледам од друга страна дека дозволија воопшто да се донесеме до ова дело. Ја вака ви кажам, во септември месец забев ја на местото на СДСМ, за 5 часа ќе се договори со ВМРО ДПМН во делот на медиумите. Добро, може ли професионално да зборуваме, да не професионално. СДСМ и ВМРО? Тој знаете зошто? Затоа што ова што го, значи нема одбрана. За ни една страна. Ова што го велиш одбивале, ако е така, ја викам дека повеќе не ги канале. Меѓутоа, завчера на Телма Димовски Илија поканет не дошол. Извинете вака, Љубомир Фрчковски. Чека, ама не ми се извинува, дали е точно? Љубомир Фрчковски колумнист во Дневник, Срđan Керим го повика и му вика од денеска нема да зимаш 10.000 денари по колумна, ќе зимаш 5 и овој вика Зоран Димитровски, Жоро, кој што ни е личен пријател, вика гробарот на Дневник.
Како тоа? Значи, Добро. кога треба да земам пари, тогаш е супер. Конкретно прашувам, Не дали била на таа Телма работа. Илија Димовски беше Не- на дебата? Значи не Дали може, беше? Значи не може да прифатате еден факт дека медиумите од 95-та до Ама, Виктор, 2016 се се смени. обидувам Ама ние сме да ја 2016 канализирам Ја говорам, ние да ние- зборуваме Чекајте, професионално за колеги, медиуми. мене не- професионално- Не сме дојдени како представници на партии, не Не е сум ова дневно представник на политички да партија. разговараме тука Сум само. баш- сум Колеги представник сме, мене не ми е гајле во моето 20 годишно искуство, не ми е гајле дали некој сакал или не сакал да дојде на дебата. Јас дебатите сум си ги терала, сум ги канела и едните и другите. Често пати политичарите калкулираат па кои ти се гости, па дали да се дојде, па дали да нешто е нивна работа и нивно право. Меѓутоа, досега мене не ми било гајле доколку не дојдат. Јас сите работи кои што ги работат политичарите гледам да ги одработам од граѓанскиот аспект. Анита, ако Меѓутоа, беревме гајле, дали ќе не дојдете или немаше да не дојдете, немаше да требаше имаме дома. емисии. Ние Требаше требаше дома да се затвориме и да седиме. Значи, зошто сега закон да ме ограничи? Анита, сме поминале милион семинари, обуки, школа сме Токму завршиле. Таму пишува. На крај краишта. Ако имаш слобода, ќе играш мајтап со политичарите, што не доаѓаат на дебат. Меѓутоа, новиот предлог Затоа закон што- ќе на ванкоите предлогот ќе ме ограничи во тој дел. Не. Кој на дел? ванкоите, на Значи на ванкоите не е ванкоите, еве така. ја го имам тука, не пишува Не нигде пишува. ограничено. Ајде, Ама те кој те молам, не е? Во кој погледни дел? го, те молам погледни го делот Во пред кој дел? казните што е, каде што пишува за избалансираност во дебати и за покажување на став на Тоа новинари. се општи начела кои што немаат Значи, казнени нема одредби. нигде Толку се одредби. тие И општи во начела што сегашниот Нема. дозволуваат. Анита, и во сегашниот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Што Има општи зборувате? начела, Абе имате независност. три закони кои што видат 97, 2005 и новиот закон. Во делот на новинарството јасно се укажува дека што е работата на новинарот и како тоа треба да го води. И нема казнени одредби, тоа се општи начела. Значи, вака да ви кажам, еве го господинот Муарем Зекири, значи имаше проблем во 2007 година кој беше главен одговорен уредник на Алсатем. Значи да не беше господинот Зекири и се извинувам како се викаше директорот Арбан Асани. Арбан Асани, значи можеше да има посериозен проблем со Алсатем. Значи тогаш законот беше напишан дека Советот за радиодифузија може да направи да даде директна казна. Имаше еден, втор и трет степен да си одбере по кој степен доди. Зашто зборуваш? По кој основ? По основ на говорна говорна омраза омраза имаше. Значи сега да бидем и ќе ви кажам и втор пример у тоа време. За дебати зборува. Па за дебати вие зборите за казни. Значи господинот Зекири пренесе информација. Така беше ако не се лажам. Пренесовте информација од Албанија. Значи вие не коментиравте, не беше тоа тука Не така. беше од Албанија, не знам. Не знам од Не. мислам дека За Тоа пренесеше. беше за случајот Бродец. За случајот Бродец. Имаше Добивте телефонски јавување опомена. од Значи луѓе од добивте таму, дека опомена како телевизија. У истата година еден сега лустриран бивши безбедњак, се вика Иван Бабамов, на националниот сервис кажа и ги навреди албанците дека се племенска заедница. Исто да добија истата казна. Значи можеше и тогаш и јавниот сервис да добие казна. Значи Меѓутоа, дали смее законот да остава можност некој друг да обезбеди? Сега доаѓа некој Питер Ван Хојте, кој ја не знам, не сум чул за него колку е он спремен за медиуми, и вика, сега вие треба да ги повикувате луѓето, и па да се објаснувате, па као да разговарате, као да тоа не било ништо до сега, као да било катастрофа невидена. Вие сте биле главен одговорен уредник на една сериозна национална телевизија и се надевам дека ТВ Шенин ќе стане уште посериозна национална телевизија од она во кај што бевте. Вие сте биле во регулаторно тело. И јас сум бил човек кој што работел во една асоциација кај што сите национални телевизии, односно сите телевизии, сите радија биле внатре, кај што сме биле финансирани и од датска влада, и од германска влада, и од холандска влада. Кај што сме пишувале сериозни закони и точно сме се воделе по европски правила. Каде што дошол директорот на Асоциацијата на комерцијални телевизии на Европа и ни честиташе каква европска агенда сме извеле. И зашто дојдовме до оваа позиција сега? Не. Сега, во овој момент, имаме еден друг проблем. Затоа што господинот Никола Груевски им влезе, са ја малце во фудбалски жаргон ќе бидам безобразен, значи некој колегите, значи им влезе како Илија Најдовски клизачи на СДСМ. Ги издигна нагоре, они уште летаат нагоре. Значи не паднале уште на земја. Им влезе реклами од влада, не знам што и така натаму и медиумите се свртеа кон ВМРО ДПМН, значи да ги бранат, а во исто време социјалдемократите наместо да се бранат како одредени А со што да се браниш Не, чекајте. Кога манипулира со парите на народот? Чекајте малце. Ма тогаш- Значи има и политичари од СДС или кои што биле во СДС, кои што исто така даваа пари во медиумите си. Виктор, ако си сме дошли да ослободува слушаме на предавање, да не са на предавање. држиш предавање, не ви држам во реде, тоа што Ја да ви- се станеме да си одиме. Не, ја ви го кажам каква е реалноста. Значи Ама тоа е не твојата може. реалност, тоа не е реалноста Добре, со која што Кукаме, се дали не соочуваме. е легитимно една бизнис телевизија, комерцијална телевизија да си гледа
пари и да се гледа бизнис. Значи, мојот собственик, сите, во целиот свет, значи не само во Македонија. Ако шоуто ти е гледано, ако шоуто носи пари, шоуто ќе постои. Газдата гледа само бројки. Апсолутно. Не му е гајле дали си ти Имаше ли како... газди и пред 2006-та? Имаше ли медиуми? Имаше. Имаше владени реклами? Не знам дали имаше во тоа Па време, немаше. не, имаше соопштенија одредени. Ние можеме од 2006 до навака со наши пари, со пари на народот, кој што не гледа само една телевизија. Една влада, една партија решава да ги злоупотребува тие пари и да ги купува медиумите кои му се мили него. Меѓутоа таа И си ги влада, купува тие таа медиуми влада, и преку нив си тера своја пропаганда. Меѓутоа види, без разлика, значи истото би го правила било која влада, Ма не било може да која го прави. партија. Зошто да го прави? Не го прави, Таа зашто до влада- 2006 не беше Таа така. влада е избрана од народот и во моментот додека кој народ, бе, некој човече? министер Например, и премиер има апсолутно право. како има право да ќе си игра води со држава. Јас се пари. слагам со него. Ево Не вака. се води. Да се игра со Ама мои чекај, пари. јас се слагам со тебе. Со твои пари, со пари на сите и онда ги дава на Чекај. тројца луѓе. Да ти поставам Си едно прашање. решил. Тројца, вие ќе ве плаќам и вие ќе си играте оро како што ја ќе ви кажам. Не, јас се Дали е тоа така? Тоа ми беше Па следното. како значи, не, прашање, еве, тоа ние беше гледаме се вадат констатацијата. бројки. Јас сум бил у медиум, знам колку зима Алсат, знам колку зима другите медиуми, колку Дали- милиони. Или колку не зимала. И колку Колку не не зимала зимале, Алсат, да, колку не зимала меѓутоа, Телма, прашањето е- колку зимала Ама зошто- Канал 5, колку зима Сидел, колку почна да зима Алфа. Ако е така како што велиш ти, тогаш самите ние сме се виновни што сме се пиончиња во рацете на политиката и на политичарите. Ја не сум, јас ја не како сум виновен, новинар, ја не сум останал пиуни, нема да останам. Сум Така, требал да јас како секогаш. новинар не сум Тие што си дозволила. станале пиуни, тие што си дозволиле да станат пиуни, Тоа тоа е нивен проблем. Епа, Ама не може со како наши тоа пари, не сменеки треба не- да дозволиме они да се манипулираат со наши без пари. разлика во која тоа треба, телевизија. тоа треба да се Мухамед, стави у закон. Јас си го Да нема зборувам од влади. личен Анита, пример. Анита, Вие може знаете вака. дека јас сум работела во Канал 5 телевизија, сум работела во Сител телевизија, сум работела во Македонската телевизија, па направив една подолга пауза и еве ме сега овде. Значи, ниту во Сител телевизија, ниту во Канал 5 телевизија, ниту во Македонска телевизија не сум дозволила некој да ми влијае без разлика колку пари тие медиуми земале од некого. Се обидува политиката секогаш да биде пријател во наводници со и политичарите со новинарите и на убав начин да му кажат што да објави. Јас не сум дозволила, сум го бивала оно што сум сметала како новинар дека треба да биде објавено. Ниеден газда не ми дошол и не ми рекол ова мораш. Тој што ми рекол. Не да ве сум се прашам, заблагодарила зашто и сум постојат дала пиар отказ. менаџери во фирмите? Што прават тие таму? Се јавуваат во медиумите, викаат, ај молим те оваа информација малце прекратија, малце, тоа може, нели? Ако е телеком, Се обидуваат, ама фармацевска не може да биде. индустрија, може земјоделска индустрија и така надолу. Значи мора да разберат колегите новинари дека ако јас имам фабрика за конзервна индустрија, не може тој полначот на конзерви, ја го почитувам све комплет. Не може он да ми го води мене бизнисот. Но во исто време тоа не значи ја му создам неверојатни услови. Многу е безобразен примеров. Значи ако господинот Зекири е извонреден новинар, бидејќи јас знам дека се бунел, значи ја колку и да зијам пари, ако ја што и да му кажам, он иде контра на сето тоа, а мене повторно ми е гледаноста на соодветно ниво, тука нема проблем. Јас ќе се справувам со тие што ми доделуваат пари. Па дали е тоа влада или приватна фирма. Проблемот е во тоа што сите новинари, додека зимаат пари, па види сега, знаеш, не е како што треба, ама добро е. И сега као нешто се бунтуваме. Не можеш ти да му наложиш на било кој новинар да му кажеш како ќе му биде тоналитетот Не на смееш. Се обидуваат, меѓутоа не смееш. Значи, не смееш, не можеш како ќе му биде тоналитетот на презентација на информацијата. Значи јас сега вака ќе Не ми е прашање. Не, сега Еве, да ви кажам вака. Дали знаете како сакаат они што се бунтуваат против оваа работа? Овие се посериозни професионалци, од они што се бунтуваат дека не име како што треба ситуацијата. Значи имате вака. Денеска нашиот диктатор Груевски го отвори патот Смоквице, не знам си каде, и тоа е румби-тумби, не е како што го кажа, и да збори дека се каснело со Тоа го прават месеци. и едните и другите, Каде? и Каде? новинарството Каде? и дојде Така, до ова така да дереже. дојде. Не може, таа е информацијата. Вложил пари во патот, тоа е тоа. Виктор, треба да збориме, не, треба да сега, збориме чекај, со дали е име, презиме окей? и каде е тоа. Денеска црплатиот ЗЗ продаде 10 кила патлиџани и направи 3 милиони евра. Тоа Ама тоа е меѓу вас новинарите. Столе, дека прашање, не, чекај, сам зборуваме за Столе, небулози прашање сега. до тебе. Тоа Не, не се никој не. небулози, Тоа мислам дека за Тоналитетот. посериозно, Тоналитетот ама ќе посериозно, каков, Виктор, и у твое време имаше мерење, тоа се вика квантитативно и квалитативно. Квалитативното имаш 3 вида, 3 нивоа на тоналитет, како што го викаш. Имаш неутрален тон, Како ќе негативен и Како ти го позитивен. мериш тоналитетот? И има тоа од Брисел, тоа за секој избори се мери до Господине сега. Наумов или Значи, драг него- мој пријателе Столе.
Имаш програмски сектор во агенција за аудио. Ама не зборуваш со неинформирани луѓе. Праши ја Емилија Јаневска од Совет за радиодифузија од агенцијата. Тебе те прашам. По која процедура го прават тоа? Има методологија, бе, Виктор, тоа го прават и во други држави. Како ти ќе Па еве ќе ти објаснам. Значи, имаш еден пример. Се мери времето. Избори 2011, не знам кој беа. Излегува. Времето не е спорно. Не, вака. Времето е екзактно. Ама еве ќе ти кажам. 10 минути за имаше 10 за во еден период радиото, канал 77, ја бев уредник и пишува многу како беше, многу малку време сте му дале на Борис Трајковски, не знам како беше покојниот претседател. Меѓутоа, немаше квалитативен однос. И после тоа направи споредба со тоа што се случи со партијата Обединети за Македонија, како се викаше на Бошковски. Во мерењето направиле мала грешка. Испадна дека Љубе Бошковски има многу повеќе време од сите други мали партии во извештаите. Но, откако ги натерав квалитативно да постапат, што се случуваше? Од Љубе Бошковски во тоа време што го измериле, немаше ниту една информација во која што он или неговата партија промовира програма, зборува за сопствени ставови. Туку напротив, целото време беше на 2-3 медиуми искористено за плукање против Љубе Бошковски. А што да правиме ако... сега квантитативно, како бројки се окей работите. Меѓутоа, ако суштината ја гледаш, не се окей. Столе, морам да те значи, прашам, во процедурата... Не, вие извинете, јас ве почитам. Дај ми ти на мене 15 минути, на него 5 минути. Мене плукајме 15 минути, него фали го 5 минути. Еве ти го квалитативниот однос. Мислам дека е многу едноставно, немојте сега да... Вие сте новинари кои што сте сериозни. Вчера го слушам подпредседателот на опозицијската партија, вика 7000 секунди на Сител, го плюкале СДСМ, 200 секунди му дале позитивно. Во ред, нека биде така. Имам изборен законник. Вие сте били у регулаторно тело, господинот е сериозен уредник. И вика вака, во изборниот законник, освен 12 минути економски реклами, имаме сега дополнителни, колку? 18 минути. Кој го направи тоа, господин? Не знам јас сега, кој преговара? Праша го 8 минути вика другарче за Адамчевски, кој го направи тоа? 8 минути за позицијата, 8 минути за најголемата опозицијска партија и 2 минути за помали политички субјекти. Ќе се зафракнеш, Виктор, ти паѓа зашто тежата, се затоа што зафракнем? во предлогот сега на ВМРО ДПМН уште помалку ќе добиете. Распоредот е малите партии. Пред малку кажа дека јас сум како представник на ГРОМ, така? Добро, зашто? Значи предлогот на ВМРО ДПМН што не е нелегитимен, има такви примери во Европска унија, да се распределува времето согласно освоените гласови на претходните, односно на последните парламентарни избори. Вие имате еден пратеник, нема ништо да добиете моето нити прашање минути. беше... Сам не се фаќа во работи кои што... Столе, моето прашање до тебе беше бидејќи си бил и од другата страна. Јас сум собственик на медиум. Да. Јас своите средства, кои што ги вложувам во медиумот, ги распределувам за да можам да имам програма. Кој си ти или било кое регулаторно тело мене да ми наложиш јас да дадам екстра пари? Јас може ќе одлучам на овие избори дека имам пари да следам само две партии. Ќе ги следам само со да само има правила за тоа, има. Значи, другите подсоопштенија ќе ги подсоопштенија има правила, има правила за застапеност, за соопштение, не. Изборниот Никој период не можеме натера да отидам Меѓутоа, значи, што не разбираат? Значи, има дневно информативна програма и имаш имаш коментари. Значи, во дневно информативните, значи имаш до 15 минути. Не зборувам за тоа. Зборувам за друго, дослушајте ме. Значи, Столе, доколку едната партија денеска или еве луѓе да не ги земаме како партија, еве како личности да ги земеме. Прави само гирулти. Отишол, украл на пазар, утепал човек и ова, другиов. Дал во болница, далова. Како да не ми биде негативната конотација за оваа страна? Нели, ако се стаи тоа во закон, сепак тоа зависи од дневните активности. Па треба јас сега да ги молам партиите, ве молам вие денеска имајте 5 настани и вие 5 настани за јас да ве имам еднакво. Не е спорно тоа. Епа, ама во законот не е спорно, ако нема активности, тоа се бележи, сето тоа може да се спакува, сето тоа може да се направи. Имаме примери на извонредно избалансирани телевизии во изминатите. Значи не е тоа толку тешко да се направи. Тоа се однесува само на периодот во изборно време, кој што има посебен општествен интерес. Тогаш луѓето не треба да бидат мачени со
не знам што. Столе, ние алца се 10 прави години од кога што бев таму, колку изборни процеси истеравме, секојаш од Совет за радиодифузија тогашен излегувавме дека ние сме односно бевме Најизбалансирани. за најизбалансирани во сите. И Во однос успеваме на информација. на информациите што се дава. И тоа не е тешко ако сакаш да го да го направиш. Видите, Апсолутно, тоа е методологија многу лесна и ќе си ги следиш. И на мене ми Меѓутоа, тоа го правевме и до сега. Тоа го правевме и до сега. може ли малку Значи, вие зборувате за тоа како информираме. Ние збориме за тоа колку простор добивам ја за да рекламирам. Значи, ние збориме за две различни работи. Јас затоа ви викам, за вие зборите рекламирањето и за рекламирањето. Значи, И јас не се согласувам мене ми и е- според мене мене е ми е спорно многу да има криво. 8 минути за една партија од големата, 8 минути за другата и за помалите две. и сега замислете ги Ако балите немаат две. настани 8 минути не може да пополниш, ма ти си то- го проблем. не, Тоа е за за реклами. рекламирање. тоа е Да, За за рекламите. рекламите, да. Значи, не збориме за Ако известување. помала партија некоја се формирала сега, има пари, доволно, Ќе си плати и сака да си повеќе, откупи повеќе нормално. простор, треба да Не му се може, дозволи. А така. сега со закон некој Кој сака да не го го ограничи. дозволува тоа? Кој се договор? Значи, ова не е прв пат вака да се договора. Ова е и за Не, еве, тука јас се ние- согласувам еве, дека ја- тоа Тоа има е. и по-коматна ситуација да нема политичко рекламирање. Франција, Франција, Шпанија. така, Да. и ние. Зборот европски закони, нека земате, ама да не се зафркнат. Пошто тоа се што се и повеќе А, еве ви да се европските. зафркнат или Таму да има не. и Овком во Велика Британија што е многу строго регулаторно. И вие тело. ќе ми забраните мене како директор, ја наменски да повикувам политичари кои што ќе се само рекламираат, а умеѓу време како спонзорирана програма Законот е широк, овој предлогот и остава Добро, простор. дајте, може ли- Види, ние уште не знаеме кој е законот. Ние уште го Предлозите, немаме, уште ги зборувам за едните и немаме другите немаме предлози. предлог, затоа што некој друг се собрале 4 партии, односно Така. во моментов се 2, кои што сакаат да решават за нашата судбина. Така. Не, И 4 то- се, немојте 4 се. се, ама Немојте се така. не, ДУИ и ДПА се Не се за нив ВМРО. Не се заинтересирани за принципи. Тоа е ваш став, ја мислам дека не е така. Единствениот предлог од ДУИ и ДПА излезе МТВ, да не се вика МТВ, туку да се вика Радио Телевизија на Македонија. Не е баш точно Значи, тоа, така. како не е точно, јас знам. Вчера Затоа што- многу внимателно слушав господја Нора Алити. И кој е нивниот предлог? Значи, Што имаат за медиумите они предложено? На пример, вака да ве прашам нешто. Не прашувај, кажи ми што е нивниот предлог ако го знаеш. Многу убаво се изборат, значи луѓето се Што се кажуваат изборат во реформи на МРТВ, бидејќи се настапува, имаме кризна ситуација и ние викаме сакаме не само регулација на медиумите, туку реформи во медиумите, Тоа многу. сака да што Не, не, разбираш што е зборам. реформа? Не, чекајте. Знаат, Чекајте. сте разговарали, ја ги среќавам секој ден, ги следам многу повише со Се, јас вас. зборам официјално. Да, се. ти си видела една Нора што зборела реформи општо. Кажете ми кој предлог го дале они? Што излегло Значи, од не албанските зборам Они за се посматрачи. Не, ја ти кажувам, тука беше темата, дека они се посматрачи ВМРО преговараа. Ја мислам дека не се посматрачи. Добро, тоа е ваше мислење, јас знам. Не се која треба, да. Да, Колку иначе предлози треба имаме на се- маса, значи тоа сака да каже Мухамед што не добро, е спорно. А не, може ли генерално една работа да вака ми пречи кога зборуваме за минато, меѓутоа сега ќе мора да бидам во стилот на Виктор да подсетувам, он подсети на некои работи, ама и јас ќе подсетам за волја на вистината и уште повеќе да ја потенцираме оваа денешна трагедија со новинарството што ни се случува. Знаете, ми пречи тоа со минатото, тоа е исто како сите ние викаме и дедо ми имал многу овци, бил многу богат, а ние сме сиромашни сега. Така и нашата држава, се фалиме со некоја историја, а денеска сме катастрофа. Значи, секој човек кој нема добра сегашност, бега у минатото и тоа му го наметнуваат Се успешно потсетува. политичарите. Тоа го прават и едните и другите доста вешто. Тоа што го спомнуваше Виктор, ја му честитам. Он беше председател на една асоциација Не која бев што председател, бев директор. директор која што Председател имаше беше Зоран Петров, која што имаше еден од силен најголемите газди во радискиот бизнес. силен збор Кој што имаше. пропаѓаат вака. Чисто збор. А никој не ги збори. Добро, може да завршиме. Збориме, Чисто да збор потсетам. се слушаше максимално. Значи, сакам да кажам дека во минатото сме имале работи кои што биле многу позитивни и многу добри. Законот која се пишуваше, која се носеше 2005, они го правеа. Па не беше баш секој. Они што. го пишуваа. На крај беше така. Јас знам десетина одредби кои што ги напишаа луѓе од Еснафот. Тоа со овој закон не се случи. Сега што е закон Така. на сила. И сега нема да се случи. Порано они штрајкуваа, имаше штрајкови на телевизиите. Ако нешто владата мрчи, ако Ќе нешто мора да сака, одговорам овој. ако нешто сака да наметне, штрајк утре, 2 минути ќе имаме прекид на програмата. Се излагуваше на Тоа улица се и- случуваше и никој не загина, никој не беше претепан, никој не беше убиен. Друга работа што имаше во тој период. Сега, на пример, се случи сосем обратна работа, перверзија. Заради опозицијата протестираат медиумите. Имаше така, со црн, како се викаше. црнека. Тоа е една работа. Уште нешто за тој период која беа АПЕМ. АПЕМ беше многу влијателно тело. И јас секогаш стојам на тој став дека тоа тело сега имаат нешто
трговска ММА, комора, во стопанска Во комора стопанска има. комора, да. Мислам дека тоа треба да биде се посилно и малку повеќе есноски да гледа, да биде отклон да направи од Што меѓутоа, дневната каде политика. во И светот уште една работа сега. политиката Јас се на овој воду- начин ги вак. ограничила медиумите? Се воодушевив. Се воодушевив, го гледав дебатите американски, ги гледам овие денови. Внатрешна демократија, внатрешна дебата. Значи, Сандерс и Клинтон. Така. Се растурија. Извонредно за гледање. Кај нас, и тоа го имавме порано. Дебати имаш. Пред 20 на години имаше дали дебати. мислиш дека Ние некој сега на немаме. новинарите во Америка ќе му каже не смееш или смееш, Вак. ги молат новинарите, богови се политичарите, ги гледат. Во Америка? Да, бидејќи Не е ако така. новинар Новинарите се богови таму. Новинарите се богови, Така, тоа го така, кажувам. така. Бидејќи новинарот моли Господ, политичарот да му рече no comment, зашто тоа му остава простор. Што Добро, сака да Ане, каже? кој те спречува тебе оваа вечер, оваа емисија? Не ти дошол Манчевски, не ти дошол Илија Димовски. Стави една слика огромна тука, нека стои цело време од него. Никој не ме Тие спречува и штосови, јас го правам тоа. Го тие правам. штосови Да, ги го има права ти. во било кој учебник. И да видиш дали другиот пат нема да дојде. Нема да дојдат наши, нема ги. А ако стави... Нема да Нема дојдат, да сигурно. дојдат, не се Не е чуеш. битно. Кога зборуваме за странство, само те молам, го имаме на линија, ме јавуваат преку Skype, ќе го вклучиме колегата Имат Раваждех, кој што е новинар на BBC Arabic, на Reuters и на уште неколку други медиуми од целиот свет известувал. Дали го имаме Имат, дали можеме да се слушнеме? I can't hear her. Имат, can you hear me? Hi, I can't hear you. I cannot hear you. Yeah, I'm hearing you now. I'm hearing you. Режија, не можам да го слушнам Имат, би сакала да го слушнам доколку I Имат. can hear you. Yes, I can Yeah. hear you now. It's nice to see you again. Hello and welcome in the debate show of Televizija Nova in Macedonia. Thank you, and very kind of you to, to host Многу me. љубезно од Of вас course, што ме you're поканивте. journalist long years. We are debating here about the new law in Macedonia. Ние дебатираме за новиот закон во Македонија, дека политичарите се обидуваат да ни го наметнат. Мора да ги имаме двете страни на дебатата, инаку не би била дебата. I would like to ask you, you were working for BBC Би Arabic сакала and да for те Reuters прашам, ти also работиш as a за BBC, journalist. за Reuters, како Can новинар. anybody tell you Дали what може you некој have да in ти your каже story on што би можел да имаш во твојата сторија или во дебата? Well, it depends. I Па тоа mean, зависи. nobody can force me Никој не би можел да to ме choose присили particular да source изберам in my одреден story. сорс, But my извор editor на will мојата ask приказна, но for, мојот уредник ќе ме sometimes замоли for некогаш three sources за to некои confirm the да single употребам некои information that I извори have. за да се потврди некоја So, информација. sometimes it will depend Па on the некогаш editor зависи од himself or самиот herself уредник. to ask me to have 3 or 4 sources Значи ќе to ме my праша, story. ќе ме But not the замоли да government. искористам некои извори, но It's не a владата, се journalistic- разбира, it's a не. journalistic question. Тоа е, значи, I would like to ask Режија, дали имаме превод за Имат или јас да се обидам да го преведам? Okay, you can go on. We have the translation. We were talking about the free sources Значи, and говоревме confirmation. за And слобода that's, на what every говорот. journalist should do, and we are Секој doing it. новинар треба But тоа да го it's има not, и by кај law, нас го има, но не е like forbidden or you have to. но не е Do you have забрането some според kind of законот. law that you have to respect or Значи, дали постои maybe- некаков закон кој што вие мора да го почитувате? Yeah, I got your point. Да, In те разбирам. Jordan, in my country, which Во is in the мојата, Middle East, and it's a земја, non-democratic country, we Е, don't have мојата земја е such thing. недемократска We и don't have немаме such такво law. нешто. I mean, Немаме таков nobody закон. is entitled to Никој ask не me смее or to да order me to have да ми particular нареди number да of sources in имам my story. одреден I mean, the број на government. извори за мојата not- приказна, it's значи not for не the смее government владата to тоа да ask го me to стори, have не е тоа нејзина that kind of задача. number of sources in my story. It's a journalistic issue. Значи тоа And си е the само government has прашање nothing на to do with новинарите, it. тоа си But- нивна задача, а не на владата. Но if my story came Доколку to be мојата, a false one, приказна се The покаже дека е information лажна, were значи false, информациите then before се the court, лажни, тогаш I јас have би одговарал from пред where I судот, got односно би my морал да information докажам and пред whether судот or од not каде my ми се информациите и sources дали were really моите извори, reliable to get the information from дали them. моите So, before the информации law- се before the легитимни. court,
Значи пред судот јас би бил прашан какви извори користам и на какви извори се потпирам за својата сторија. Како личност и како новинар, а не како телевизија. No, I mean, they may fine you. Не, значи може да ти дадат казна, значи да те присилат да плати за тоа што си ја оштетил репутацијата на некои луѓе кои што може да те судат подоцна и подоцна може би ќе треба да платиш пари, меѓутоа не би требало да затворат или казнат. Имате the last question. Do you always have Имат последно прашање. Дали секогаш ги имаш две страни на политичарите во твоите стори? Што се случува доколку едната страна не сака да коментира? Да, тоа е вистина. Поголем дел од времето нашите политичари одбиваат да коментираат на нашите приказни и некогаш имаме само еден извор и тоа е во ред, тоа е вистина. Тоа се случува всушност насекаде во светот, не е само во мојата земја или пак во вашата. Тоа е всушност, тоа всушност се случува и тука во Америка, каде што новинарството е новинарството е навистина слободно и има голема слобода на говорот, но истовремено луѓето и новинарите понекогаш имаат само еден извор или само едната страна од приказната, зависно од приказната. А публиката е онаа која што пресудува на крајот, која што ги суди новинарите. Да, тоа е вистина. Не политичарите, да, тоа е вистина. Ти благодарам, имат многу што беше дел од оваа дебата на телевизија Нова. Секако, ти благодарам. Не знам дали бевте во можност да го чуете колегата, и него му се случува некогаш да има еден извор, доколку нешто направи како што не треба. Постојат други закони кои што тоа го одредуваат, доколку мене ме навреди или издаде лага за мене, јас ќе си го тужам, тој ќе мора после да го докажува својот извор. Новинарот, ако не, ќе се го крка тој народски кажано, нели? Може. Повели. Значи, јас повторно ви кажам, значи, господин Тнумов кажа дека во 2005-та не смеле никој да ни каже ништо и така натаму. Тоа беше еден макотрпен пат, не беа толку либерални. Се наметнавте? Не беа толку либерални административците, значи не зборам за политичарите, каде што административците, да не зборам и невладините групи кои што се представуваат како загрозен вид во овој момент. Меѓутоа, ние се наметнавме од еден друг аспект, затоа што ние зборувавме за бизнес. Кога дојавме збориме за новинарството, во тој момент, значи, разговаравме со тогашното Сдружение на новинари на Македонија, затоа што Македонската асоциација на новинари, иако постоеше, беше многу минорна, не беа вклучени, туку беа сите во ЗНМ. Значи, они дојде и разговараат, нас не интересира новинарството, во делот на право, одговор, исправка, казни во тој дел и така натаму и така натаму. Додека другиот дел во бизнисот не праша, кажете ние што можеме да ви помогнеме, и тука предничеше господинот Поповски. Зборам за Роберт Поповски, кој што беше максимално коректен во тој период, збориме. Ние бевме асоциација каде што бизнисот кажуваше сосема други правила, каде што ние одевме на трансформација на, да речеме, на јавни локални радио, каде имаше 320 вработени, меѓутоа нивната председателка Јорданка Дојрајнлиева, бидејќи не можеше се снајде кај иде иднината, на крај дојдоа да кој да се угаси, кој нешто да се продаде, другите луѓе да најдат работа и така натаму, кај што не сваќа као да ние нешто работиме контра нив. Значи, од 2005 до 2016 многу работи во делот на бизнисот се удираат и дека клучната работа во преговорите не е само новинарството. Ја многу ми е криво што господинот Мирчевски од оправдани причини не е присутен, иако мислев дека ќе дојде, каде што ќе збори во делот на бизнисот. Јас пак ви кажам, јас го препознав новинарството, меѓутоа не сум новинар. Не ти е непријателска средина, така? Не реков дека ми е непријателска средина. Еве, значи господин Наумов вика да не збориме за минатото, меѓутоа јас сакам да навратам нешто. Во 2003 година во Словенија бев на обука каде што ја водеше у еден добар дел господин Борис Бергант, иначе во тој момент подпредседател на Европската радиодифузна унија, и кај што кажуваше дека се понаше закон за облигациони односи помеѓу
директор и новинар, кај што на новинарот му го штитиш новинарското право и авторско и неговото авторство, но во исто време бидејќи ја заработувам од тебе. Тоа ти е вака. Ја да сум сега директор во ТВ Нова, вие сте нели нашата драга Ани, ќе ве прашам за година дена колку време вие ќе ми донесете, колкава гледаност ќе ми донесете, вие ќе речете по некоја ваша проценка, па мислам максимум 2%. Дај Боже да е 25%. И ја викам добро. И се договараме какви ќе бидат условите. Ако тоа не стигнеме ни до 1,3% на гледаност, посебно во оној квалитативен дел, кај што ја можам да ја продам публиката, зависи кој ме гледа. Може ме гледат исклучиво бизнисмени, може ме гледат здравствени работници, може ме гледа не знам кој. Која не можам тоа да направам? Ја ќе ви се заблагодарам и вие ќе станете репортер. Значи тука нема точно така. Морам Мухи да те прашам. На кого ние новинарите? На кого ние новинарите му одговараме? Еден мит друг да си имам. Кои се професионалните? Има многу луѓе од мијето тука македонско денеска што ги имам, викаат, а јас, ама може ли да завршам? Јас имам милион лајкови, имам ова, имам она. Има граници. Гледаноста може да ја постигнеш со облечи се гол, пушти ласцивни материјали, веднаш сите ќе те зборат, шокирај нешто. Меѓутоа, Столе, кај новинарството пак има некоја граница. Во светот има разграничување. Затоа зборуваме за професионални стандарди. Кој е жолт печат, кој е вести телевизија, точно се знае кои се сензационалисти, а кај нас некако не се знае. Кај нас е се по дефолт. Во Америка, ако ти имаш гледаноста, со облекување, се знае каков тип на телевизија си ти и одма потпаѓаш по тие закони. Види, ако гледаме содржински со што ги труеме ние гледачите. Што се најгледани содржини во нашите национални телевизија кога ги земеме? Турските серии. Турските серии сега во сега, да. Ние сме претворени во тоа што беше претворено Србија во времето на Милошевиќ. Зашто така зборувате? Први Затоа почна затоа што Милошевиќ во свое време во Србија се фалеше затоа што имаше голем број на медиуми. Во една Србија тогаш постоја негде над 300 медиуми и тој им беше репер дека постои слобода на говор. Во Македонија имаме 2,2 милиона жители. Имаме над 100 и кусур медиуми. Треба да разговараме системски како да се среди овој пазар. Имаме ли слобода на говор? Не, се негирам сам себе. Мухи, не се дали негирам. имаме слобода на кажам. говор? Имаме ли слобода на говор? работната Еве, јас и позиција, ти сме новинари, Столе беше новинар. Имаме ли слобода на говор? Јас вечерва зборувам од своето срце. Зборувам како Анита Петровска новинар, ти зборуваш како Мухамед Закери. Имаш слобода ако си дозволи. Јас ја имам слободата. Никој не успеал да ме замолчи. Значи до нас доаѓа, до нас, индивидуите, до апсолутно. новинарите. Тој што си молчи затоа што има интерес да молчи. Така. Затоа што се слагаш ли дека не може со закон тоа да го решиме? Не можеме, да, затоа тоа викаат е само прашањето, регулација. да. не бре ќе го решиш со закон. Како? Како? Ќе ги забраниш рекламите од лавата, нема да ги даваш. Еве, нема. Нема. Немаше, ти викам и 2006 медиумите постоја. Сега он те купува и тој новинар, ние во тие телевизии национални ја повеќе, јас не ги познам колегите. Повеќе гледам држачи на микрофони колку новинари кои што поставуваат прашање. Кажете ми, има ли? Тоа видите. Кој ќе излезе премиер, кој ќе излезе председател на партија се плашат прашање да Добре, вака да постават. ви поставам прави. Затоа што уредникот им го пишува текстот. Се вака да ви Тоа е проблемот. Еве вие да бевте председател на ЗНМ. Добро? Ви поставам многу отворено. Ма не прашање. сум, Не, еве да бевте. Да бевте 10 пати подобар ќе бевте од онешен моментов. Тоа не знам, не сум јас сигурен. сум- Јас сум тука кај што мислам дека сум не. добар и Што се антена го- да што го мразиш толку за нас? Замислите, не го мразам ЗНМ. Јас многу мислам коректно зборев до сега за Постави ЗНМ. го прашањето, Јас го да не поставам ја прашање. разводнуваме Да вие дебатата. бевте председател на ЗНМ и на вас да ви цензурира насловна страница. Што ќе правевте? Ќе одбиравте да бидете само председател на ЗНМ и ќе речевте јас се борам против цензура или ќе речевте си давам оставка од председател на ЗНМ, ќе си останам новинар во Вест, бидејќи екзистенцијално морам така да функционирам, или ќе одберевте како него. Ем да сум си председател на ЗНМ, ем да си вработам во Вест, ем да ми цензурираат страна. Значи јас секој Значи сега неодбранливо е, Не, одбранливо е, зашто? Зашто? Добро, Зашто ме секој интересира како. секој си работи од своји принципи. Јас не Според својата дозволувам, совест. јас Тоа со да, моја според. совест. И сега- Јас не дозволив да бидам таму кај што бев 10 години, зашто Русија ти довте мушки. Да, зашто некој сакаш да ми се меша и да ми кажува што да треба да правам. Не И сака. тоа е легитимно, Никој да. не може, никој не, сам сум ја изредил кариерата. Сакам да ви И сега јас имам моје лично мислење. Јас ќе кажам до тука, има граница. Има принципи Добро, може ли, кои нема да воопшто нема да тоа само сакам да кажам дека законот за медиум и да бев момент. и да бев ја председател на ЗНМ, ќе си Значи законот Се знаеше за како медиуми, значи не може да се однесува само на новинарство. Добро, Значи, бе, тука, значи окей. вака да ви кажам се нешто. Зашто ви реков дека во 5 часа ќе се договорев да бев на страната на СДСМ. Сега ќе ви објаснам еден пример. Прво ќе договорев Мија. Знаете ли зашто?
Затоа што со кого ќе да говориш? не, сега Добро, јас ќе договарам Ти сега. викаш со кого ќе да говориш? Не, Со луѓе знаете кои што ли, не прифаќаат ништо. 65 радио станици во овој момент бизнисот им оди во надолна линија. Тоа никој не го кажува. Тешко е да се Мислам работи. дека точно. СДСМ е крив за тоа. Не знам ја кој е крив. СДСМ. Зашто СДСМ вика во законот за мене, супер е што ги брани новинарите, окей. Зашто не каже дека денеска, тоест до 5 февруари, требаше една скопска радиостаница да плати 80.000 денари повеќе од претходната година, затоа што формулата е напишана така, за да се повака сега под GDP, значи од 150.000 сега 230.000. Зашто не кажат? Ние за скопските радиостаници, значи ќе утврдиме цената тоа- да биде 40%. Тоа ние ЗНМ го викаме, да се намали Вие од ЗНМ. Ако вие на од ЗНМ половина, за разлика викате... од вашите директори, ние го викаме Тоа да се од нашите намалат директори. лиценците максимално. Вие како се поставувате кога ја да имам 3 асоциации и сите директори Зошто се мои? ЗНМ настапи? Го освои просторот што го напуштија, плашејки се вашите еснавски фаци, сега, бе, кога се еснавски, носеше мама, законот, пред законот господин кога се Закировиќ. носеше овој последниот што Кој сега се? се уште е на сила, ниту еден од директорите на телевизиите не писна на милион дебати су бил. Како така Не ги смееше навредувате предок да луѓе? каже. Значи, немојте Се да ги донесе тој навредувате закон. луѓето. Јас Па немојте така. Јас сум сведок ова на тоа. вие што го Јас бев зборувате, член на никој не Советот. писна. Па и вие не писнавте во регулативното за, тело. Ај сега така да за музиката која што сите кјутеа. Кој сите тој кјутеа? Јас ќе ти ги кажам моите предлози да видиш таму. Ама кој- што е сега ова што го Еве збора што? денеска од друга перспектива, тоа го зборував уште кога се носеше тој закон. Кој закон кој го носи? Овој што е сега уште на Абе, сила. овој е оној. тогаш Кој? ЗНМ го освои просторот што го напуштија они. Колеги, Хронолошки дали може да ве кажеше пресечам? АПЕП. Не може. Не сакам Затоа да ЗНМ. зборувам за бизнисот, не сакам мора да да зборувам збориме за за бизнис. политиката. Значи- Сакам да зборувам што со овие измени мене како новинар ќе ми смени на подобро или на полошо. Секое ограничување, законско вмрежување, јас го разбирам како еден вид на ограничување на слободата. Доколку законот остава можност јас да бидам казнета. Јас ќе внимавам на себе. Колеги, да не се лажеме, го имаш предлогот пред тебе, Мухамед го имаш и оној претходниот, и од ВМРО и од СДСМ и од Вахоите. Истите, сите зборам. Па вие дали гледате кои цифри се таму спомнуваат за Ако вие казна за зборувате новина? за Знаете ли кои се ако сега вие зборувате за смени во 10.000 новинарството, евра, 20.000 Знаете евра, ли кој луѓе. сегаш го знаете ли И тогаш сегашниот имаше закон? такви. Значи, вие ако зборите за смени во новинарството, тогаш зашто се бара смена на директор во Македонска радиотелевизија? Што има тој улога врз уредникот на информативна? Многу ме интересира. Прво не ја познаваат структурата на поставеност во Македонската радиотелевизија. Немаат појма дека имаше 10 директори од озола. Дали знаете што значи директор на заеднички служби во Македонска радиотелевизија? Све и свја. Дали знаете што значи главен одговорен уредник на МРТВ? Тој кажува све. Дали знаете дека еве господин Закири има информативен век, не, се извинувам, full service век канал, така? Еве вашиот канал е информативен? Така? И ние сме фул сервис. И вие сте full service. Кој е информативен? 24 вести. 24 вести. Не, 24 вести не. Нема Кој специализиран, нема. Сега Нема нема. така. Сега нема, значи добро, еве ако има специализиран канал. Тој специализиран канал 70% треба да биде. Потоа за кој што се одредил, треба да исполнува уште две функции. Да кажеме, ако 70% Или образовна, информативен, или така, да, треба да, да биде да, образовна така вели документарна и 5% уште од да речеме забавна или обратно. Значи, не може да се збори само новинарството. Ако збориме за новинарство, тоа зашто барам во структурите да влегувам на раководење? Значи, ако новинарството клучен момент во Македонската радиотелевизија, Ние сега со овој закон што го имаме, законот ти одредува каква да ти биде програмската шема. На комерцијалните телевизии им го средува тоа. Зошто? Зошто Тоа не дозволува, Зошто да. се немоќни таа улога да ја има државниот сервис. Зошто мене како телевизија која е комерцијална да ми одредува владата преку закон да ја морам да имам толку часови играна програма и толку документарна. Ама се чекај, европски правила, како европски правила? И плюс онда ми дава пари за тоа мене. Ама тој Па што? Па не може он да ти одредува. Кој да ми одреди? Владата да ми одредува мене програмската Па шема. од 2005 Он ти година има, одредува. еве од 2005 година. Да? Нели кога била демократијата. Од 2005 година искочи правилник кога да пуштиш македонска музика и кога да пуштиш одредена програма. Правилник и закон се различни работи. Како правилникот е искочен од законот? Закон, Регулаторното тело ти они води закон ти правилник. дава 40% ќе Знаеш имаш ли како ваква, беше 50. спречен? Знаеш ли како беше Како спречен? Им пуштивме во Европа дека ова што го прави регулаторното тело е надвор од здрав памет и дека тоа е директно мешање во уредувачка политика на медиумите. И ја сменија. И сега никој не менја. Зошто Сега сега затоа не што го има спречат? сила. Зошто Зошто сега не не се го спречи сега? Абе сега ја не Епа можам да добре дека зборам ви во кажувам, јас сега затоа што коментирам. сега некој има сила и мисли дека може да ти прави се. И го прави тоа.
И затоа не дозволуваат сега да имаме вистинска реформа во медиумите, односно си прават пазар и они не дозволуваат. Замисли за специјалната Кој тоа си јавна прават пазар, само молите за специјалната јавна обвинителка ВМРО попушти, не попушта кај медиумите. И сега се поставува прашањето зошто они излегува со апсурден предлог кој што никој не го спомнува, МТВ да има 20 уредници. Да има еден од власта, еден од опозицијата. Има ли поголема навреда за новинарството? Тоа е ваш Такво проблем. нешто. Не знам, ја тука не се... Меѓутоа, Мухамед, еве во Мухи, секунда. И во новите Зошто предлози. посредникот тогаш нуди начин на избор на директор? Се знае сегде како се бира директор на јавен сервис. Како се бира? Како се бира? Кажете ми вие. Вие прашувате, вие кажувате дека се знае, не кажете. Чим се знае, 40% го бираат од собрание, 40% го бираат од... Нема врска, не е така. Са нема врска. Добро, ај како... У собрание у демократска држава не се бира у собрание. Ма не мој. Се бира програмски совет има и во Хрватска е така. Имаш совет кој што го избира на конкурс директорот. Добро. Така е кај нас, меѓутоа советот не покажал никаков интегритет при изборот на директор. Со овој закон програмскиот совет на Добро, може советот име презимиња на советот кој што ќе биде нормален во МРТВ, за кој што ќе има врска и да избере нормален може со директор. двотретинско да се избираат и за клучни прашања Кој со да го избере двотретинско со мнозинство да гласаат. Кој од двотретинско? Собранието. Добро, а па собранието бира. Не директорот, програмскиот совет, Виктор. Добро, Значи, внимавај малку, биди концентриран. Колеги, дали може да ве прашам концентриран се, па и очекувам да ми го искоментирате ова. да. Значи јас ги читав предлозите сите и речиси во сите некои делови се истини или некои малце се различни. Едно што ми закопа очи е делот кај што се утврдува работата на новата агенција што ќе биде, вика ќе имаат годишен мандат од 5 години или како беше, На не? Ван Хауте. Да, од 5. Членови да бидат назначени за 5 години со право на еден реизбор. Е, така, значи 10 години. Ај прочитај го кога веќе го имаш пред тебе, те молам делот колку треба да земаат пари. За пари тука 4 просечни плати. Пишува 4 просечни плати. Па и сега Кој ги новин? Ама и сега Меѓутоа, чекајте да ве прашам, кој новинар зема толку пари, а овде се вели дека треба членови на невладини организации да бидат во тој совет. Не членови. Они треба да дадат согласност за тие што ќе сакаат да Так, конкурираат. да изберат. Еве, членовите ќе бидат избрани од страна на парламентот. Преку отворен повик. Кандидатите треба да се обезбедат писмо на поддршка од страна од еден од следниве. Мухамед, Две сакам невладини утре организации, јас, здружени, Мухи, две јас сакам да универзитети се, јас сакам да активни во власта. конкурирам. Дали Добро. знаеш колку невладини организации мене ќе ми дадат писмена поддршка? Добро. Ниедна. Ама Знаеш зошто? Зошто го немам дадено задникот под кирија кај ниедна. а новинарско здружение? Полека. А новинарско здружение? Чекај, еве јас ти кажувам, Не е така, не те ограничува. Ако ги Анита. исполнуваш Он вика, условите, ако ги исполнуваш не сме, условите. Според мене ниту една невладина организација да те одбие, затоа што секој кој што ги исполнува услови, тогаш ќе имаме друга дискриминација. веднаш ја имаме, од старт имаме можен проблем, Ама од не решава, старт. Ке има правилник, не ке се решава направи. невладината, Анита, тука Ама без писмата тебе ти имаш полоци поени. Не ти ги бара сите писма. А, не. Он ти бара една само. Од една од овие институции. Невладина, новинарско здружение, да ти даде еден од два универзитети кои се активни во Ќе област. земам од невладина организација, Сдружение на љубители на овако на жилките од Галапагос и ја ќе дојдам Невладини со медиумите, што се. А, значи и тие се со поврзани што се медиумите, со пет. известуваме со Од жилките. стартот Немојте имаме се. Ама можност добро за бе, земи манипулација конкурирај. пак со Ама новинарите. ти Не дозволува, збориме за тој конкуренција. не ти оспорува да конкурираш. Не, видете. Тоа е начин да Овој конкурираш. дел. Не ти одредува невладината дека ти ќе бидеш или Да, не. меѓутоа тоа се Овде станува критериуми, збор за кои што веројатно ќе бидат и Вака да бодувани. ви кажам, значи ова е стравичен проблем, значи не е сега. Значи ова е стравичен Како и од треба да остане претход. според вас? Партијата да одредува кој ќе биде член? Не реков јас ништо, видите. Не, ма ние знаеме како е сега среден. Значи видите, Советот за во ратификација одредена агенција. држава министерот за култура воспоставува цел совет. Значи тоа е Значи не, има само еден, има држави кај што само еден човек решава се. не, видете. Така да Видете. имаме Може ли, различни. Видете, Систем. не е важно како ќе бидат Значи, избрани. да не ме Ама како не сватите е погрешно, важно? ги Важно е дебатирам да само има да биде деловите кои ми независно телото, пречат. Виктор. Не велам дека ама не нема- треба да има закон, значи ги дебатирам само деловите кои ми пречат како човек од фелата. Има и добри ама делови. фелата не е само новинарството, не може- Да има луѓе кои што ја разбираат нашата проблематика да бидат седнати во таа агенција за медиуми или да има партиски луѓе кои што ти ги зима адвокат Мухи, да ти биде дел Ама од тоа. зборуваме бе Мухи за нашата Ама фела тоа и е, нашата види. Македонија. Ама добро. Еве го Столе, нека ти каже искрено. Ама Да зошто- не бил Столе Зошто еден да- единствен од фелата во тој совет за радиодифузија, ти ќе беше казнет. Во ред, зошто да не бил бидат сите? единствен? Ама зошто да не бидат Ама другите зошто бил членови? единствен? Како да не, како така беше зборуваат? казнен. Да. Таму се водеше политика. Разговаравме повеќе пати, испадна дека се Законот некои оставил работи. можност да биде казнет, а ти како човек од фелата знаеше какви Тогаш проблеми може он да имаше има. можност да се разговара и врз основа на тие разговори да се утврдат фактите кои што ако беа повеќе на страната на грешката,
тогаш се зема во предвид и не се казнуваше медиумот. Намерата ја казнувавме. А намерата Дали постои или не треба да се постои? повторува. Ако не си обични човек од грешки, целата, не можеш минута да знаеш. повеќе, минута помалку. Да, ако ја знаеш технологијата на производство на Тогаш ќе програмата, знаеш. тогаш имаш чувство за медиум, знаеш како функционира тоа, тогаш можеш да процениш. Така. Ако немаш, не си. Тешко дека ќе може Значи тоа се да дозна направиш. почит, меѓутоа не може сликар и Значи, вајар може- да Ета, знае може ли како се вака прават тести. околу законот само да ви кажам? Проблемот е сосема друг. Гледајте ги предлозите на ВМРО, гледајте ги предлозите на СДС. Они ќе прифатат, многу им е гајле за содржината на законот и за членовите што пишува. На нив им е битен, клучно им е кој ќе има превласт во советот на агенцијата. И Зошто им оставаме ние и можност? до сега, законот во 2005 беше перфектен. Толку либерално беше направен и сега, кога се носеше овој новиот закон, требаше само да се имплементира Европската директива и ништо повеќе да не се направи. Но, го смени. Значи, работата е кој го спроведува и како го спроведува законот. На крајот на криштата, мој став личење, завчера читав, имаше презентација на некој истражување на Меѓународен Македонски центар за меѓународна соработка на работењето на Агенцијата за електронски комуникации. И многу еден фин наслов извадиле колегите што ја следеле таа презентација или што беше. Дерегулација наместо регулација. Регулацијата, значи нивната поента беше дека со регулацијата наместо да се среди работата, Better уште house. повеќе се Тоа комплицира, ми е но поентата. кога е комплицирано, тогаш му даваш можност на оној кој што диригира, тој да наметнува игра. Кој да е? Да. Ние не тоа знаеме беше кој ќе биде поентата. утре на Тоа избори, беше нели? поентата. Инаку, јас сум повеќе за дерегулација. Јас сум повеќе за работи кои што се најбитни за медиумите да се стават под некоја софт регулација. А веќе се постојат друго да биде закони, предмет на се саморегулација, се друго да предмет на други закони. Така. Говор на омраза. Имаме покривичен законник. Нормално. Може обвинителството кога сака да покрене. Дури кога зборуваме за говор на омраза. Моите прагови за говор на омраза се многу повисоки. Јас имам некој амерички пристав во кој што се мерат последиците, се казнуваат, а не тоа што е изречено. Так. Во Америка, според она што сме го читале, што сме го знаеле, што сме го дознале, што сме биле на студиски престои, таму малцинствата имаат право да се служат со говор на омраза, за да добијат обштествено внимание, затоа што се маргинализирани, угнетени. Треба да некојаш. кажат нешто јако и жешко таму за некој да ги може пренесе. тој што нема доминантно влијание во општеството да се служи со таков говор, за да дојде на дневен ред општеството да му ги решава проблемите. Некогаш е дозволено да се користи говор на омраза за да се демаскира одредена личност или институција, за да се разбуди општеството, да се згрози од можноста тој да дојде во ситуација да одлучува за главните работи во општеството. Тоа се случи во Холандија. Тоа најголемата Тие кои што пишувате беа шовинистите намерно ги пуштаа за да го разбудат општеството. Значи, говорот на омраза пред се однесува на колективитети. Се друго, кај нас се подведува под говор на омраза. Тоа се клевети, Се наврети. повеќе стеги Дури и за клевети новинарот. нема. Па дај сите да се одиме дома, ќе се пуштиме музиче. На крајот на криштата, ова што се случува сега, е едно надмудрување на политички пазар, мене ми е многу жал тоа и на почетокот го кажавме. Политичките партии одлучуваат за судбината На новинарите. медиумите, на новинарите. Смешно. Во негово време поинаку беше. Кога политички партии одлучуваат за нешто, они прават компромис. Компромисот Меѓу себе. најчесто е Како на- гнил. И И новинарите што ќе трпат. се случи? Јас не сум оптимист. Ги дигна лествиците и едните и другите, за да се пазарат. Овие ставија некои казни, овие ставија некои други барања и на крај ќе се најдат некаде во средина. Таа средина ќе биде уште неродено, како се вика, мртвороденче. Меѓутоа И морам да многу искоментирам. скоро ќе се случи да ќе мора повторно може- да се Ќе може, зборува Виктор, само за и за ова законска би сакал регулатива. исто да ми искоментираш. Регулативата треба да опфаќа транспарентност на собственост, Апсолутно. рекламирањето заради заштита на конкуренција, Така. заштита на малолетна публика Малтене до тука. и принципи кои што се однесуваат на професијата, кои што стојат во начелата. Кој што се начела. И се разбира, толку за да. време на избори има посебна регулатива. Добро, тоа нормално во го кој што имаме мора ние да- според изборниот законник, нели, тука. Оно што мене ми засмета, денеска прочитав подготвувајќи се за оваа дебата, не можам да ја коментирам информацијата од колегите кои што го објавија ова, дека утрово имало мини ручек помеѓу Ван Хојте и Милчин од Сорос.
Не сум била поврзана ни со една, ни со друга партија, ниту со една, ниту со друга невладина организација, не сум ни со РСИ, ни оние други, нели како што велат. Меѓутоа самата информација дека Ванховите, човекот кој што е нели медијатор, човекот кој што сече, зошто имал потреба да не седне со некој член од ЗНМ утринава, а седнал со член на некоја невладина организација. Ние нема како да Сорос. одредуваме агенти на странци со кои ќе седат. Ако гледаме така и Груевски седна со Сорос. Се види и сега што е спорно. Тој странец овој предлог пред тебе го донесе тој. Добро. А тој се однесува на мојата работа. Добро. Добро, Сега, вака. од кај знаеш дека не седнал со ЗНМ? Дека не седнал Па не сум чула, не сум за ова Од чув. кај знаеш? За ова Значи, прочитав. они имаат комуникација. Не, нема да одредуваме агенти кој зашто. Он е дојден тука, го викнал некој, за да помогне да олеснува. И за тоа треба да се среќава со сите и ќе се среќава. Не сум ја тука ни адвокат на Ван Хаутен, ни адвокат на Милчин во ситуацијава. Но он со кого се среќава секој ден, ние не знаеме. Тоа му е работа, да се гледа со сите луѓе тука. Што е толку Јас се трагично слагам со Сороса, која Сорос има позитивна димензија. Закири дека Ван Хаутен може да се среќа со кого сака, но има една работа на која што јас отворено му напишав писмо, иако доста ме критикува за последниот цитат, по однос кога што го цитирав господинот Шешел, меѓутоа нема да го цитирам тука. Ван Хаутен не е губернатор во Република Македонија за да кажува дека ние имаме посебни закони, посебни услови, посебен менталитет. Ја мислам дека не е тоа така, бидејќи господинот Наумов цело време вика во 2005 како во мое време така да се изрази, како било тогаш и како се правеле законите. Мора едно да разберете. Треба ли да бидеме Не, вака да ви кажам. Значи мора да постои регулативно тело кој што ќе регулира многу области во медиумот. Значи не е само новинарството. Меѓутоа, Но не содржината на дебатата, Виктор. Не, чекате сега. Ја, значи, они збориме за правила. Сваќате, у тоа време, значи, у законите пише право на одговор и исправ. Како вие навредите јавно, треба да имам право да одговорам и така натаму. Тоа што се заговара, не, само тоа што се заговара дерегулација. Значи, ја да сум директор. У старт се заштитувам по закон за облигациони односи. Значи, со новинарите. Тоа е првата работа. Втората работа, кого сакаат нека да биде номинатор за да бидеш член на советот. Нормално партиите се гледаат, аха, овие се 2 плюс 2, па тука 3, 4, са кој ќе биде 5 плюс 2, 5 минус 2 и така натаму, кој ќе се надмудри така натаму, за кој ќе става директор. Вака да ви кажам. Јас сум во медиумите, вие рековте 20 години, ви благодарам, не, помалку. Помалку. Значи 13,5 години, од 25 септември 2002 година. Ги знам сите вработени во Советот за радиодифузија, односно агенцијата. Сега агенција АВМО, агенција за аудиовизуелни услуги. Знам и кој пишува анализа на пазар, знам како ја пишува, знам по која постапка го прави тоа, ја го кажам дека тоа е максимално професионално, знам како е сменет еден раководител на програмски сектор, затоа што се умеша во една сериозна работа, иако ден денеска ја ценам господјата која е професор по медиумско право и така натаму, да не ја именувам, како експерт ја ценам. Знам како дошла Емилија Јаневска, која е моментално раководител на програмски сектор, ги знам сите кои што работат таму и знам кој им е пристапот. Има работи. Ако веќе политиката се вмешува, не може јас за Зекири да бидам категоричен, а на некој да му прогледам низ прсти. Тука се главните проблеми. Значи, цело време се тврди дека во новинарството има проблем. Ја не слушнав предлог дека во новинарството како ќе решаваме и како тоа ќе го склопиме. И ја ве разбирам вие како реагирате. Меѓутоа, освен новинарството, во сите телевизии, во сите радија, функционира и нешто друго. Значи, функционираат и камермани, скопџи, МГС, функционираат режисери, сценографи, сценаристи и така натаму. Тие луѓе исто треба да земаат плати. А за да земе плата, треба да дојде некој директор и да ги изнајде начините за да ги земе парите. Господин Зекири рече дека треба да се укинат парите од владата. Супер. Ако прашате вистински професионалци кои што работат во маркетингот, ќе ви кажат две работи. Мислам, ова е сега професионално. Да, треба да ги укинат парите од владата, затоа што сите заспаа. Супер. Удварај се, 2 милиона, 3 милиона, милион, не знам кој како зима. Дали на некој му даваат, дали на некој не му даваат, воопшто не го ставаат и така натаму. Се нема пари од владата. Не се патем. Не се рекламира само владата, се рекламираат и опозиционерите. Кликнете ги нивните опозицијски сајтови и ќе видите општина Центар, општина Струмица, општина Кумано, ама тоа е демократија. Тоа е минорно, за сајтовите.
немој да збориш дека е минорно. Добро. Значи се тоа добри пари. Јас само да морам да докажам. кажам да се вмешам. Само да ви Јас, докажам. бидејќи сум инволвирани со сајтовите, Која кога ќе- јас го читав извештајот кој колку пари врти годишно, мене ми се заврте во глава. Во Тоа ред. се големи пари. Само, Не се мали. И само да довршам во делот на рекламите. Не се милионски колку суми. на телевизиите нормално, но се извинувам. Како што не се сајтовите, тоа што се телевизиите. Значи, и кога доаѓа работата, да веќе вие немате сигурен извор на пари, сега ќе се растрчате по бизнисмените да ги извадат парите од што ги кријат за реклами. Реклама, да. И третата работа. Па дали вие гледате каков наплив на реклами ви идат во странски канали? Па вие сте отвориле телевизија. Сте отвориле телевизија. Еве, вашиот собственик нека ја финансира 3 години. И едното и другото работите во нови телевизии. Па после трета година, предпоставам дека Ќе сака собственикот веќе ќе да се каже, враќа, браве да. дечки, пари. Е па нема, знаеш, се рекламираат на спорт клуб VIP и да не ги редам сега сите. Имаше фирма која што е лидер во нивната индустрија, збориме за во млечна индустрија, во тврд производ, не ја именувам која. Тие што разбират ќе препознаат. Од реклама од 160.000 евра кај што давала во телевизија, сега дава 80.000 евра на спорт клуб, даваше, извини, и вика јас си го исполнив цензусот. Си наште дека 25% од нашите гледачи гледаат спортски канали. Плюс, да ви кажам една работа. Сега спорт клуб ми иде, прво идеше на српски, па се иде на хрватски јазик, нели? Можем, сега више знам што е Зрако Млад, знам што е Залеџа и така натаму. Значи, Лазар Колишевски, 45-та година, формирал радио на македонски јазик. Што сакаш можеш да збориш. Па после внеле и албански јазик и така натаму. Значи, го заштитил јазикот кој што функционира на оваа територија. Ние, зашто нема на македонски јазик Ни Евроспорт, ни спорт, Ни ни Евро- арена, ни Значи прашате го мојот драг пријател кој што е представник за Евроспорт, вика, па знаеш, вика, тоа е, тие се представници. Е, тука агенцијата, се извинам, Евроспорт, нема да живееш од претплата, не ти дам да. Така. Како што се на вас не ви сложувам. вас ви Се даваат да сложувам. се мислите оператори. Ја не ве гледам. Ни вас, ни вас. Да. Така? Зашто Евроспорт да го имам? Значи, ја ве Се слагам, верувам дека и Мухамед се слага. ја ве разбирам. Околу владините реклами може да кажам став за Може слободно. Значи, само момент, да докажам бидеме па ќе се по-конкретни извадам. сега, не? Значи, ја ве разбирам вас како новинари, а мора да разберете дека не сте единствени и дека има и други луѓе. Без, значи, има едно прсте на скопџејат. Тој ако го стисне копчето, во овој момент, значи кој што работи, предпоставам тука негде пораџија, ако стисне копчето, нема ТВ Новак, на бланк. Тој е последниот човек што го Ама, пушта Виктор, Ама сигнал. не цело се време, сложувам, Виктор, секунда Столе, не се сложувам, затоа што доколку утре некој поднесе кривична пријава, доколку телевизијата била казнета, ќе биде казнета не поради скопџијата, него ќе биде казнета Може поради вака да ви новинарот кажам што нешто? го кажал. Затоа ние се Пред да- буниме за законот. Не, сега вака Виктор, да ви... зошто се толку сладки и Ја1 и Канал 5 за сите власти? Зошто не се сладки Ајде, не. музички канали? Беше сладко. Зошто? Зошто толку сакаат да ги придобијат? Столе, Затоа што имаат музички вести. канал Ако во немаат Македонија. вести, нема да бидат Вестите се битни, нема тие да бидат кои што, да. влијателни. Така. Ако немаат политички емисии, Им ако требаат немаат... вестите, им требаат новинарите, затоа се Тоа е тепаат за... моќта на Така. телевизијата. Видите, За владините реклами. Ја па кажам, штета што господин Мирчевски не е тука. Значи, последните истражувања ми кажат дека по 20% паднал информативниот дел. Господин Зекири рече дека гледате што се гледа кај нас турски серии. Да, турските серии почна преку Ера, па почна Алсат, па почна Македонија, па почна да се синхронизира и така Тоа прва натаму. поише ќе имаме повеќе ќе имаме турски серии ако овој закон помине, јас не би Не, правила точно. дебати. Не, јас не. богами за да ако ме казнат Не, по за овој дебат. закон, Не. Ма ние уште не знаеме, а ние збориме за нешто Предлог. апсолутно уште Зборувам за нема, предлогот. уште Значи, нема, да. ние не Аните, знаеме. казните сега. Зашто? Секој си има свој предлог, а ние не знаеме кој ќе биде конечниот. Мене ми е затоа криво. дебатираме. Значи, Да го мене ми е чујат и криво нашиот дека став. не може да се дебатира за закон во вакви услови. Значи, јас повторно кажам, јас го почитам господинот Поповски кој рече дека има вонредна состојба. Кажува дека има проблеми во МИА, во МРТВ, во агенцијата. Значи, дајте, договорете се во тој дел. Немој да зборувате за закон. Генерално. Прво, не знаете, тоа е првата работа. Второ, не повикувате луѓе кои што го знаат бизнисот. Така. Вие кажавте од ЗНМ зашто не ви. Зашто не е повикан Зоран Петров? Знаете кој е? Така. Обично го викат DJ Динамит. Динамитка, уствари. Зоки Антена. Па нека го прашаат како најмокно радио, со највлијателни вести, на кратки вести иде он. Значи, нема како Канал 77. Значи, зашто не го прашаат како ќе му влие тоа врз бизнисот? Не е Зашто не ги прашано, прашаат? Еве, ако сакате да знаете, од времето, еве еден класичен пример како ЕСНАФ и се договорија. Асоцијација на печатени медиуми, председател Јохан Елзесар.
Виктор, дај бе конкретни сега демови пред години време плов. Не е за време плов, ја ви кажам како функционира системот и после зборите ги рекламите. И Асоциација на маркетинг агенции и истражувачки агенции. И се договорија, потпишаат договор во кој што вика доколку јас сум, да кажеме, Телеком, било кој, и ја не плаќам во ТВ шења, тогаш ни сите телевизии, односно ни сите печатени медиуми, рекламите се укинуваат. Тоа беше еснафски договор и во кој што се договорија да се кажуваат тиражите. Ние бевме како држава 15 години пред сите. Сега доаѓа некој Питер Ван Хауте и ви вика, вие имате посебен менталитет. Чекај, 2005. Пријатно, не ќе да разборам, имам посебен. Зошто не се само регулира? Зошто тоа пропадна што го направи? Затоа што се распадна како асоциација, ја не можам сега да ги мерам. Значи, вие имате, ова е одлично, имате Македонска медиумска асоциација. Наместо сега да ги терате господата кои што се терестрални телевизии, значи да ги вклучат и сите кабловски и сателитски телевизии да бидат заедно, вие викате у вашето време. Па ние бевме мокни. Мислите дека ни беше едноставно? Значи како трчевме? Па јас сум влегувал, значи јас бака ќе ви кажам, кај Дејан Кошутич како заменик министер за транспорт и врски. Прошлиот пат пробав да измерам. Значи, секоја недела минимум по 2 пати сум бил на состанок. Сам му се јавал, па ме викал. Кај Джемали Мехази сигурно уште брат да го направи. Джемали Мехази. Па, значи, да не зборам кај колку премиери сме влегле, да не збориме кај председатели. Сте барале сами за да се регулирате. Сам сум си барал да регулирам областа. И зашто денеска не бараат? Ма Се ја не плашат, сум- не ги бива, не знаат или па политиката не ги пушта. Кажи ме, како што сме е? спречиле 2 пати закон во кој што Никола Груевски премиер. Сега, немојте, не биле толку како вие што ги Кој представувате. спречиле закон? Кој закон? Јас лично како Не, директор. за денеска зборам. За денеска 2016. Јас сум бил до 2008. До 2010 кога сум бил и во Канал 5, па сме се организирале и па спречуваат закони. Значи немојте Значи до медиумите не ги бива, не знаат да се организираат. Мајте да зборуваме. Или се чувствуваат комодно, имаат пари, нема да Не знам еле. сега, Столе, ја не ти можам си- да зборам за лобирање. Значи ја ви кажам, ако сакаш да трчаш, ќе ја истрчаш Виктор, работа. Столе, ти се жив сведок Мислам, дека ние не, сме не, дебатирале овие работи пред 10 години. години. Уште покатастрофален закон Сигурно. да дојде. Апсолутно, кога се здружија Алфа, Сител, Канал 5, Сигурно, најмовни Алсат, телевизии. Телма и кога се Колку што здружија прочитав, они викаат се тука на поставлјани. Да, и они апсолутно спречија делови да не биде уште покатастрофален овој закон што е донесен. Да, ама Закири, вие И треба они сега... функционираат и они се здружија. вие- Ама треба да има и други телевизии. Ама да ги утре вклучат. дигни го телефонот кај Иван Мирчевски, ќе ти го давам јас привал, сега да не го кажуваме Добре. јавно. Значи, дигни му го телефонот на Иван, дигни го на Бисера, дигни Виктор, го на... немаме време веќе. Значи, дигнете, Уште колку е? соберете се. На крајот сме. И тогаш ќе зборите. Сега во овој момент, без разлика што и од двете страни има сериозна интелектуален капацитет во делот на медиуми. Јавувајте се. Не може само ЗНМ да збори. ЗНМ може да збори до новинарството. Не е само новинарството во медиумите. Тоа сега пробувам да ви го објаснам цело време. Владините да ги реклами објасниш. се трнеле. После тоа немојте да биде плачење. Столе, зашто да бидеш? долго си во Фелава, беше и во ЗНМ, беше и во Советот за радиодифузија, беше и новинар. Истиве дебати сведок се ги правевме пред 10 години. За истово зборувавме без разлика која партија да е на власт, новинарите секогаш се магарето што го тегне самарот во сите ситуации. Има ли идеја, еве како Фела, како новинари, што сакаме и што можеме да направиме наместо само да викаме ова не е добро, зошто не произлезе од нас една идеја? ЗНМ цело време има идеи, има и предлози кои што се испратени и предлозите кореспондираат со тоа што го предлага Ван Хојт. Нашиот став е, значи јас со некои ставови на ЗНМ можеби не согласувам до крај, меѓутоа генерално таа обланда што треба да го понесе тој нов регулаторен импулс е окей. Тоа значи дека треба да се направи колку што е можно повеќе отклон од политичките, односно партиските стеги. Таква шанса нуди принципот, системот што го представи како начин на избор на членови на Советот на Агенцијата и на членови на Советот програмски на Македонската радио и телевизија, начинот на избор на директори и така натаму, предлогот на Ван Хојт. Околу владините реклами, само кратко. Еве сега тука, например, можеби не се согласувам целосно со еден таков фригиден став да се укинат владините реклами. Мој став е секогаш дека треба да постојат, меѓутоа некако владини реклами, некако промовирање на тоа фалење што јас сум направил, туку треба да кажеш колку си потрошил, а не што не си направил, тоа е јавен интерес.
не е јавен интерес да промовирам еве што ќе направам, туку јавен интерес е да ги повикам граѓаните да дебатираме за тоа што е потребно таму и таму на плоштад или било каде да се направи, а не да му наметнувам, да му октруирам решение. Не сум јас крал. Добро, имаш и вакви Ниту такви еден реклами, политичар не треба имаш да и биде крал. реклами за образованието, значи образованието е опит, така прво натака. треба да се утврди што е тоа јавен интерес. А кој тоа ќе го После утврдува? тоа, Многу ми е има, вака интересно. Да Добро, слушам. Виктор, дозволи да завршиме, Не да слушаме дозволам, цела како- вечер тука. Па ќе ме слушате, Си зашто? станал како се викаш историчарката, само што си ти за кратки периоди, она е за Ајде, немој ти се молам сега. Значи има дефиниции на тоа што е јавен интерес. Има, Добро, цитирајте еден јавен интерес. ќе ви Многу ме цитирам, интересира. не е проблем, јавен интерес сигурно, јас ти кажав пластично се обидов да ти објаснам што е тоа јавен интерес. Јавен интерес е на пример заштита на од прокурзори, дроги, како се вика тоа, штетно влијание на здравието и така натаму. Семено Заштита на здравието, наследство, семено наследство, еколошки добро, да, проект. се согласуваме А не е со тоа. сигурно што направи владата, што направи локалната самоуправа, што е направено во општина Карпош, што е направено во општина Штип. Тоа е чиста реклама, чиста пропаганда. Зашто информираме јавноста? Не, па тоа е информација, тоа прави си го ти партиски, прави си го како градоначалник, како сакаш. Меѓутоа, не да трошиш јавни пари за тоа. Ти треба отчет да даваш, тоа ти е законска обврска. А реклама е што треба да се изгради во општина Карпош, што треба во Штип да се изгради, што му недостасува. Тоа е веќе јавен интерес. Имаме И само втора уште работа, една втора минута работа. Не, сакам ово да го за Кири завршам. да има завршен збор. Сакам, да, заврши збор, само да Може и ја завршам. завршам. Овој предлог што беше за владите реклами, има таму некои недостатоци, тоа е чисто едноставно е препишен само, на пример, еден сегмент само ќе кажам, калкулираат само во законот со општите формати. Само за општите формати се однесува. Не е битно, со владите реклами кои ќе се распределуваат средствата, не треба само рейтингот да биде, затоа што тогаш некоја телевизија од типот на Пинк само она ќе ги добија. Ама на неа не ѝ требаат владини пари. Она има, секогаш е најгледана. Тоа е природно во нормално општество, секогаш таквите телевизии, жути, жти, како сакате наречете ги, се најгледани. Па тогаш ќе биде муавето дека си бираме како сакаат владата, си бира на кого да даде. Доверба, ние ги заборавивме, Доверба, како се цели вака, доверба? има и за тоа. Може ли да заврши? мери доверба. Значи, регионален аспект, етнички аспект, значи регионалните, локалните, зошто да не бидат застапени? Значи, мора да имаш еден линеарен аспект, па после тоа да има рейтинг, па доверба. На крај, структура на публика. Зависи, секоја кампања си има фокусна група. Дали ти треба на децата, дали треба на родителите. Така. Има такви примери. Мухамед, те молам и тебе за крај. Ти пречили како новинар сета оваа ситуација, би се согласил доколку утре политичарите седнат и за се друго се договорија. До сега веројатно и за ова ќе се договорат на крајот. За жал, ние живееме во едно такво општество каде што политиката ни диктира се. Ја почнавме дебатата, односно ја почна емисијата со тоа што некој се обидува и дава предлог во закон да ни одреди дека ние треба да ги имаме двете спротивставени страни во дебатите. Па ако така размислуваат, еве да им дадам еден предлог. Нека донесат и одредба во некој закон каде што ќе се обврза сите партии да мора да праќаат своји представници во медиумите кои Како ќе што има казни за мене како новинар, ако ги немам двете страни, да има казни за нив ако не пратат свој представник. Одличен предлог, се сложувам со тебе, потпишувам. За на крај, ќе бидам многу краток. Многу ми е жал што се збори за реформи во медиумите, као до сега да било све хаотично. Ја мислам дека тоа заврши во 97 година, хаосот. Значи, тогаш прв пат се носи закон, се збори за реформи во медиумите, се прават дебати, се кажува дека во внредна состојба, а само треба се договорат одредени ситни работи. Точно не можеш да ја да те регулирам, додека не си ги завршат работите кои што ќе треба да завршат со избори. Мене ми личи, они се друго, јас сум друго, мене ми личи дека тоа е изговор, злоупотреба на целата фела, да не отидам на избори, затоа што резултатот е јасен. Губам на избори. Ете тоа е тоа. Фелата треба само да си го донесе законот? Владините реклами да се укинат не е решение. Многу е покомплицирана, покомплексна работата и потребата во Македонија. Фирми има кои што се сопственици на медиуми. Ретки се кај нас медиумите на кои што медиумскиот бизнис им е кор бизнис, односно приоритетен. Радио 1, 2 и тука се седува целата приказка. Така, што не е тоа ни во Не, светот. сакам друго да кажам. Да, меѓутоа има ради конфликт на интереси, има други правила. Оти може ли владата да му даде на некоја телевизија 10-50 милиони евра некој тендер, па после тоа нема да има владини реклами. Он сам
Тоа се вика комерцијална цензура. Тоа постои како термин што се учи во теоријата. Комерцијална цензура има два аспекти. Ни светот не успеал тоа да го среди и за ЕРТ. Се обидуваат цело време. Ја затоа реков на почетокот, овие се вечни теми, бесконечно. Бизнисот е кој дава пари, бизнисот дава пари Арена на спорт, телевизија. зашто да не можам да гледам на Дај телеканал? да те прашам, нема- може ли ти да имаш маркетинг агенција и да бидеш објективен новинар? Да имам маркетинг агенција и да бидам објективен новинар. Да, можам. Можеш да бидеш. Можам, јас можам. Имаш емисија во која што анализираш што се случува, критикуваш и таа емисија ти ја финансираат 5 фирми. Тие фирми Зборуваме за во Македонија или зборуваме во за... Македонија, кај сакаш тоа со мене? Па не е за Имаше еден таков пример кај нас со тортите Не со е за кај сакаш. со Макдоналдс, се сеќаваш? Да, И што се случи? Или не се сеќаваш? Се сеќавате вие? не Не знам знам што. зашто зборувате. Комерцијална цензура, јас те плаќам, молчи за мене. Веста за расипани торти во Макдоналдс беше објавена во еден дневен вестник. Тој дневен вестник од таа фирма или од собственикот на таа фирма, кој што има и други фирми поголеми, добиваше реклами. И тоа годишни договори. После објавувањето на таа информација, наредниот ден му падна целиот, Немаше му беше реклама. раскинат Но договор. добро, тоа се случува Значи, секаде сакам во за светот, тоа е види, нормално. Не, проблемот е кај нас што се извртени работник. Премногу зависиме од политичарите и од партиите. Во Хрватска еден колега ме вика, можеш политичарите што сакаш да пишуваш за нив. Тоа ви Проблемот е реков со големите со банки. бизнисот, тоа е башка, да, тоа е башка муабет. Што ви реков пред да започнеме, кога ме прашавте колку трае емисијата, час и половина, ме прашавте дали ќе имаме долго време, знаете дека го поминавме терминот веќе. Така да летна час и половина, ви благодарам многу. Што, значи, се обидувам цело време да ја поставам тезата дека законот за фелата мора да произлегува од фелата. Не може законот за фелата да не го кројат политички партии, а ние да изграваме пиончиња и ете вака да седеме да дебатираме, а никој да не сапи, никој да не слуша, ниту пастранци, ниту медијатори, ниту олеснувачи. Јас мислам дека фелата е таа што треба да го донесе законот, ако сакаме да биде добар. Ама фелата не е ослободена целосно, тоа е проблем. Тоа е друг проблем за дебата понатака. Ви благодарам многу за гостувањето. Гоце е веќе на својата позиција за најновите информации да го заокружи денот со информациите и вестите на телевизија Нова. Ви благодарам што час и половина и повеќе бевте овде. Останете со ТВ Нова.